Почитувам председателе, почитувани колеги пратеници, почитувана македонска јавност. Станува збор за еден изнуден закон кој што реалноста ни го изнуди, но за кој што сметам дека не го дава она што го сакаме како конечно решение, бидејќи ниту власта, ниту најголемата опозицијска партија не изнедрија системско решение за овој проблем. Имено продолжувањето на рокот од февруар до декември не го решава прашањето. Впрочем, слушајте ми го зборот, во декември ист ваков закон ќе треба да носиме повторно, затоа што нема да го решите проблемот. Решение на овој проблем е бришење на членот 5 од законот за измена од 2001 на законот за безбедност на сообраќајот на патиштата, односно за возачките дозволи. Тие се интерен документ и требаше сукцесивно, кој како си мине рокот, да си вади. Сакам да направам една споредба, чисто за јавноста, да биде упатена за што всушност станува збор и дека ова се решливи прашања. Ова се наметнати прашања од квислиншката политика на Заев, кој што подпиша и Димитров, кој што подпиша договор мимо председателот, значи го заобиколи, иако по устав председателот требаше да го подпише. Потоа законот за прогласување на Преспанскиот договор не е подпишан од председателот. Тоа значи дека ние носиме некои си измени на закони и подзаконски акти врз основа на непостоечки закони, врз основа на тоалетна хартија буквално. Сега, за да ви дадам пример, морам да се послужам со правна терминологија и ќе го земам примерот со личните карти, чисто за да знаете за што станува збор. И колку е тоа сулудо правно гледано. Значи, според актуелниот важечки закон за лична карта, во членот 5 се вели: образецот на личната карта содржи надпис Република Македонија, значи не Северна, назив лична карта, надпис МКД, место за фотографија, грб и машински читлив дел. Кога сакаа во времето на Спасовски да го променат овој закон и да воведат Северна и да воведат илегална двојазичност, јас и пратеникот Борислав Крмов го блокиравме. Во тогашните преговори кај спикерот поранешен Џафери ни беше кажано дека ако не го одблокираме, ќе мора да се прават правни претумбации, ајде да ги цитирам. Ние им кажавме, не го одблокируваме, правете правни претумбации. Која беше правната претумбација? Видете сега, во законот стои Република Македонија, не Северна. Но министерот Спасовски во 2021 година донесе правилник со кој што, спротивно на член 5 од важечкиот закон, воведе Северна во личните карти. Овој правилник промптно го оспоривме пред Уставен суд. Кацарска до ден денес ја држи нашата представка, иако баравме времена мерка и тоа е итна постапка пред Уставниот суд. Еве е иницијативата по која што ние го споревме овој правилник на Спасовски. Многу едноставно, зашто го спориме? Затоа што со подзаконски акт не можете да додавате, да суброгирате нешто што е законска материја. Тоа значи дека со министерски правилник не можете да дерогирате собраниски закон и да менувате образци на лична карта. И видете перфидноста на министерот Спасовски. И за овој министер тогашен, кога тогаш кривично ќе одговара. Министерот Спасовски во 2021 година, бидејќи немал законски основ за да донесе правилник со кој што ќе внесе Северна во личните карти, се повикал, пазете, на член 13 од Законот за изменување и дополнување на Законот на личната карта од 2007 година. Од закон донесен во времето на Гордана Јанкуловска, кој важел 3 месеци овластување да тој министер донесе правилник. Гордана Јанкуловска во 2007 си го искористила тоа право, донела некој си правилник и со тоа завршува примената на тој закон. Не можејќи да најде правна основа, овој правен претумбации што прави, си го земал овој член. И ајде сега да споредиме една ситуација. Се сеќавате кога сега му го поништивме овој фамозен правилник на министерот Кремер Лога. Тој беше за националност во изводите. Изнервиран министерот, знаете на каква финта смотана му го поништивме? На тоа што го пробил рокот од 7 дена за објава на правилник. Рок од 7 дена.
И тоа не е мој рок, не е наш рок, тоа е уставен рок. Во членот 52 од Уставот се вели: законите и другите прописи се објавуваат во службен весник најдоцна во рок од 7 дена од денот на нивното донесување. Уставниот суд зазема правно мислење дека овој рок од 7 дена не е ориентационен, туку е преклузивен. Тоа значи сите правилници кои беа донесени после овој рок, овој Кренар Лога го фати инат и им ги оспори правилниците на негови колеги. Еве, например, оспорил Кренар Лога од село Ливади, Струшко, некој си правилник за сорти за земјоделски растенија. Вакви имаше десетици. Го фати инат дечкова, почна да оспорува. И Уставниот суд се заплетка и донесе такво правно мислење. Вика, се што е после 7 дена како правилник, не важи. Супер! Ајде да видиме. Правилников на министеров Спасовски е донесен 14 години после рокот. Во 2007 бил рокот. Не 7 дена, не месеци, 14 години после рокот. Само на оваа финта Уставниот суд на Кацарска е должен да го укине правилникот. Но немојте сега вие, колеги од опозицијската ДПМН, да се правите спасители. Имаше министер од СДС кој што презема на себе кривична одговорност за да прави правни претумбации. Ајде сега, вашиот технички министер Спасовски нека донесе правилник со кој што ќе го поништи овој квази правилник на Спасовски. Тоа е решението за личните карти. Нит закон ви треба, нит ништо ви треба. Значи, јавно го повикувам министерот нов од редот на ДПМН. Ве молам, ац. Колега, ве молам, Димитар, ве молам. Апасие, ве молам. Спасов. Значи, ве молам само да ги користите правилните назива на партиите. Ве молам. Името, ја го викам по презимето. Тоа е слобода на моје изразување. Како е регистрирано, нека си гледаат они како е регистрирано. Значи, ве повикувам и вас, и сите пратеници да ги користите целосните називи на партиите. Сегашниот министер да се одважи да донесе правилник со кој што ќе го поништи илегалниот правилник на неговиот претходник Спасовски и со тоа ќе ја реши сагата на 2 милиона луѓе за личните карти.